Амбасадорке Ратклиф, ве молам првото прашање се однесува на генерално. Значи, кој да победи, дали би победила кандидатката на демократите или републиканскиот кандидат Хилари Клинтон и Доналд Трамп, дали би имало промена во водењето на земјата и генерално во Америка. Па да одговорам на ова прашање, мислам можеби генерално, на генерално ниво, на политичко ниво, некои крупни тектонски поместувања нема да има, меѓутоа се плашам дека доколку Америка денеска направи еден таков крупен исчекор и избере кандидат како што е господинот Трамп, дека суптилно полека структурата, ткивото на Соединетите Американски држави полека ќе се менува, дека Америка ќе загуби од она што е нејзина суштина, што ја прави толку поразлична, инклузивна држава од сите други за со кои би можеле да ја споредуваме. Господинот Трамп наметна една кампања, еден начин на говор кој што оваа држава не го препознава. Наметна едно поттикнување, негување на говор кој што би бил исклучителен, кој би ги отфрлил различните и наквите, без оглед, дали е тоа на религиозна, дали е на национална, дали е на врз основа на сексуална определба и конечно дури и во однос на лица кои што може би се различни поради некакви своји физички недостатоци, со кои господинот Трамп апсолутно се подсмеваше, ги отфрлаше и така натаму. И во таа смисла мислам дека доколку се случи Америка да избере една таква личност за свој председател, промените сепак ќе бидат големи, суптилни, но значајни, дека суштината на оваа држава ќе биде смената. Меѓутоа се плашам дека во тој случај исто така ќе има и сепак промени и на политички, ако сакате, план, бидејќи американскиот председател има сепак соодветни и големи овластувања. Ова особено го говорам во правото на председателот да наименува, да речеме, суди во Врховниот уставниот суд, каде што во моментов едно испразнето место, натаму предпоставувам дека наскоро за време на мандатот на наредниот председател во секој случај ќе има избор на уште еден уставен судија, со таков композит во тоа тело, многу лесно ќе може да се отфрли она што за американската популација во овој момент е особено значајно и голема дискусија, правото на жената на своето тело, на располагање со своето тело, право на абортус или право на живот. Така што можеби крупни промени нема да има, но сепак промените ќе бидат доволни за да се смени суштината на оваа држава. Во таа смисла се разбира како деклариран демократ и поддржувач на Хилари Клинтон, се надевам дека сепак денеска ќе успееме да избереме Хилари за председател. Добре, доколку би направила некаква споредба помеѓу Клинтон и Трамп, велите има огромни разлики, има ли некои сличности, како би ги дефинирале всушност политиките на Трамп, тоа веќе го сторивте и на Клинтон, но една кратка дефиниција, што би кажеле, која е Хилари Клинтон, а кој е Доналд Трамп? Ако има нешто што можеби за двајцата кандидати е заедничко, е тоа што не сум сосема сигурна дека и двајцата 100% ги представуваат партиите чии што кандидати денеска се тие. Се разбира, Хилари Клинтон можеби повеќе е представник и лицето на таа демократска партија, отколку што Трамп би можеле да го идентификуваме со републиканската партија, например. Сепак, имајќи го на ум сето она што се случуваше во овие избори и едно огромно движење кое господинот Берни Сандерс успеа да покрене, особено меѓу младата популација, меѓу новите гласачи, кои што не се препознаваат и не се идентификуваат со Хилари Клинтон. Во таа смисла и сметам дека можеби таа не е целосно 100% представник на демократската партија, додека за господинот Трамп
Мислам дека и не би било вредно да се анализира во која смисла е тој представник или застапува републикански ставови, бидејќи сето она на кој што тој ја темелеше својата кампања, својата политика, ако може тоа да се нарече политика, е далеко од она што една сериозна политичка партија, без оглед дали е лева, десна, центар или така натаму, би застанала. Добро, и што се однесува до македонската политика, односно американската политика кон Македонија, зависно од тоа кој би кандидат би победил, би имало ли некакви, како видите, тектонски пореметувања, би се случили некакви промени во континуитетот досегашен на Америка кон Македонија? Па не знам дали можеме Македонија да наблюдуваме независно и изземено од сето на околу неа или во случувањата во светот. Пред се, мислам дека Соединетите Американски држави воопшто и не се занимаваат нешто посебно со Македонија, сето тоа е патем и кога ќе бидеме она непослушно дете кое што мора да се стави во ред, значи наметнато, не како политика на Соединетите Американски држави кон Македонија. За оваа држава мислам дека во одреден период се мислеше дека прашањето со Македонија, со крупните наши внатрешни прашања е решено и на некој начин поставено врз темели, се покажа сега дека тоа не е така. Каква ќе биде политиката на идниот претседател на Америка кон Македонија, мислам дека воопшто не зависи дали тоа ќе биде Хилари Клинтон или Доналд Трамп, туку повеќе ќе зависи од она каква ќе биде глобалната американска политика и односите со партнерите, бидејќи имаме еден кандидатот на Демократската партија, кој што е гаранција за континуитетот на американската позиција, нивната гаранција на безбедноста на партнерите, продолжување на односите такви какви што се со Европската унија, сериозен поддржувач на трговските врски меѓу оваа алијанса и Соединетите Американски држави. Истото се однесува и во однос на НАТО и немање промена во однос на гаранциите што Соединетите Американски држави секогаш ги давале како приоритет во однос на Европа. Доколку пак се случи американските граѓани да го изберат Доналд Трамп, во тој случај секако ќе предстојат големи промени на надворешно политички план од неговата најава за редефинирање и повторно преговарање на трговските договори со партнерите, дали е тоа Европската унија, дали е Индија, дали е Бразил, Кина и така натаму. Значи едно целосно дефинирање прво на тој план, а потоа и во однос на заедничкиот безбедносен систем, бидејќи господинот Трамп апсолутно смета дека местото на Америка во НАТО е ништо, непотребно, бидејќи е само финансиски товар на американските граѓани. Натаму односите со Русија и поместувањата во тој дел од светот околу Украина, редефинирањето на односите со Турција и средувањето на односите на Блискиот Исток, во тој комплот и само така може да се гледа Македонија и идната политика на Соединетите Американски држави кон Македонија, бидејќи, како што реков, сметам, македонската приказна за Вашингтон е завршена, балканската приказна за Вашингтон е завршена. Како ние ќе се позиционираме во однос на пристројувањата во светот кои што се очевидни е друго прашање. Добро, јас благодарам за ова кратко интервју.